Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Како што знаете, вториот дел е секогаш резервиран за гости, односно имаме некои теми и настани кои што ги обработуваме со нашите соговорници. Веќе ви најавив во првиот дел дека после кратката музичка пауза ќе разговараме токму за музиката и тоа со нашите денешни гости. Нема да зборувам многу, бидејќи името кое што ќе го кажам на еден од моите денешни гости е доволно за да знаете за што конкретно станува збор. Наш гостин денеска во студиото Боби Серафимовски. Добре ни дојдовте. Добро утро или добар ден. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Драго ми е што денеска сум ваш гостин. Посакувам пријатен ден на сите гледачи и нормално на целата екипа на К3 телевизија. Ви благодарам и во името на гледачите и Марко Милинковиќ. Ученик во студио Серафимовски. Да. Како си, Марко? Добар сум. Така, одлично. Господине Боби, од каде љубовта кон музиката? Љубовта кон музиката, па тоа нормално дека секој е предодреден за нешто во животот, така да кај мене љубовта се јави, претпоставувам дека и гените потекнува од музичко семејство. Така. Мојот дедо се занимавал со музика и парадедо. Така да најверојатно и гените сум ги наследил, уште од најраната младост почнав да се интересирам за инструменти жичени, за прим, тамбура, гитара, пијано и се запишав во музичко училиште. На колку години? Па на 8 години се запишав во нижното музичко училиште во Куманово и ми даде да свирам кларинет. Иако јас пијаното го обожавав и ден денеска, меѓутоа кларинетот како инструмент е навистина многу интересен. Во тој момент може би бев разочаран затоа што свирам кларинет. Меѓутоа сватив дека кларинетот е инструмент кој што нуди многу можности и кој што понатаму доколку си талентиран и доколку имаш талент за музика, значи ќе дојдеш во ситуација да ги изучиш и другите инструменти. Напоредно со кларинетот јас го изучував клавирот, потоа во тинеџерските денови се јави љубовта за гитарата. Првите бендови, гитаријади, настапи, свирки по Куманово и надвор, по Рок фест во Скопје. Така љубовта кон музиката се повеќе и повеќе растеше кај мене и се развиваше. Така, кратко да кажеме, не застанавте. Не, апсолутно. Во она што го замисливте и што Голема ви беше. желба, значи голема љубов кон музиката, големи амбиции, многу настапи во тие тинеџерски денови во тоа време. Да кажам 80-тите години, 90-тите, имаше многу гитаријади, многу свирки во Куманово. Така. Каква музика најмногу сакавте да свирите? Па свиравме XU музика и свиравме светски хитови кои што ги обработувавме и со тие песни настапувавме на гитаријади и на она што значи Рок фест и така натаму во рамките на Македонија. Меѓутоа, сакам да кажам и тоа дека почнавме и да твориме своји композиции, своји дела кои што понатаму ги изведувавме на тие јавни настапи и тогаш всушност започна мојата прва креативна композиторска дејност и активност во тие тинеџерски денови и во основно училиште и така натаму. Кој ви беше најголема поддршка во тој период? Па да, во тој период најголема поддршка пред се добив од моето семејство, од родителите, затоа што тие ме разбира дека јас ја сакам музиката и набавка на инструменти, запишување во музичко училиште. Дали имавте комплетна поддршка или сепак некако ние родителите имаме претензии и амбиции нашето дете да биде лекар или да кажам нешто такво? Јас имав комплетна поддршка. Не ве усмеруваа ако нешто друго? Не, и интересно е тоа што татко ми во тоа време нели имаше автомобил со кој што ги товаравме инструментите и одивме на свирка. Ни помагаш. Так. Не возеше да кажеме во некои објекти каде што правевме свирки и она ќе го товариме возилото со бубњеви, со гитари појачало. Тоа време беше малку и потешко да се набават инструменти за разлика од сега, мислам. Сега се е достапно, се функционира безпрекорно. Во тоа време беше тешко да се набави појачало, гитара. Крпевме различни гитари, различни појачала, мислам да добиеш бренд гитара беше поем во тоа време. Затоа што немаше на овие простори такви инструменти. Така, дали сега музичките инструменти може да се купат по некоја пристапна цена? Сега се е цена? досадно. Значи има многу инструменти, има брендови познати светски кои што се во Македонија и воопшто тука на Балканот. Така да не оној драж за купување на инструмент го нема како во минатото, бидејќи тогаш беше приказ на да се случи такво нешто, да се донесе некој добар инструмент во Куманово. Сите знае кој што донесе, како донесе. Сега веќе секој втори има добар инструмент. Така. Како што рековте, вие сте и композитор. Така. На колку години напишавте прва песна? Па првата песна ја напишав 6-7 деление. Мислам дека тоа беше една композиција за нашето деление, ете така. Така. Инаку после понатаму работев со групата Забранет лес од Куманово и тука работев, правевме композиции, свиравме, меѓутоа
Првата моја значајна композиција која што направи мощен силен впечаток и мощен силен успех во рамките на бивша Југославија на овие простори беше песната Ивона која снимив 1989 година, со која што имавме настап на ТВ Нови Сад на неделно попладне во рамките на бивша Југославија. Тоа беше голем настан. И таа песна беше хит на месецот на Белград 202 во рамките на бивша Југославија. На топ 1 беше. Мислам, ја бев гост на Радио Белград со своји 19 години. И тогаш се случи моментот кога требаше да го потпишам договорот со РТБ ПГП за издавање на мојот прв CD, 89 година, кога Оливер Мандич беше директор на продукцијата. Меѓутоа, дојде до распад на бившата Југославија и се формира нашата држава Македонија. Тогаш јас го издадов мојот прв CD за македонската радио телевизија, 91 година, под наслов Ивона, на кој што имаше 9 композиции. И тоа сепак беше во тоа време револуција да се направи албум во една независна држава, нова држава која што функционираше. И во тоа време немаше толку многу телевизии, мислам. Појавување на македонската телевизија беше многу значаен момент, бидејќи цела нација те гледа. Јас имав многу настапи на македонска телевизија, многу настапи во пишаните медиуми, насловни страни. Потоа еден момент кој што беше битен во тоа време, мојата песна Среќна нова година 93 година беше точно во 12 часот на националната програма на македонската радио телевизија, со која што на целата нација им се честиташе нова година. Так. Сега вие може да замислите колку тоа беше значајно за мене како музичар и значајно за она што го работам како доказ дека тоа што го работам има квалитет и дека се вреднува некако. Се вреднува секако, да. Така. Вие имате свој бенд. Колку време постои вашиот бенд и од колку члена се состои? Вака, значи јас покрај тоа што се занимавам со компонирање на музика за комерцијални програми, филмска музика, каде што имам договори во Лос Анџелес и во Лондон сега моментално, и она што работам комерцијална музика за пејачи, комерцијална музика, имам и бенд со кој што работам и со кој што настапам овдека во градот, меѓутоа со тој бенд имам планови понатаму, здравје Боже што велат, нели, да направиме еден проект кој што ќе презентира македонската традиционална музика и она музика што значи музика на Балканот, бидејќи се работи за акустичен бенд, се работи за групата на здравје. Морам да кажам дека одлично функционираме, дека бендот е доста мощен, популарен тука во градот, имаме настапи, па и надвор од градот, имавме и во Скопје и во низ Македонија и верувам дека понатаму со тој бенд ќе имаме интересни проекти. Нека остане сега за сега тајна. Така. Ги поздравувам моите колеги од групата на здравје кои што навистина се окей, супер се. Поздрав до нив. И тоа ми беше мојабетот изборот, значи со нив понатаму здравје Боже планираме да работиме на некои нови проекти. Што се однесува до тоа бенд, значи јас функционирам како во рамките на светската музика како композитор, артист кој значи покрај тоа што е композитор и е познат како пианист и гитарист пред се во светот, бидејќи моите два албума во Америка претходни беа на база на смут джез инструментална музика, односно музика во која што најповеќе е застапена гитарата и пијаното. А третиот албум кој што веќе излегува, Bobby and Friends, е албум исто кој што инструментална смут джез музика на кој што ми гостуваат 12, односно 13 светски музичари од Америка, од Канада и од Европа, поточно од Чехословачка една дама која што е навистина една изворедна инструменталист, свири саксофон, Магдалена Кованкова се вика. И тука очекувам и веќе имам одличен фидбек од страна на светските музички уредници кои што се занимаваат со овој тип на музика. Така, голем број на порталите пишуваат за тоа. Имавме можност да прочитаме и да видиме. Ја бев гост во Лас Вегас на радио, бев артист на месец во Сан Франциско, бев на топ 1 на познатата листа во Лондон кај Род Лукас и кај многу познати уредници и музички, како да кажем, диџеј или уредници на музичката програма од тој тип на музика кои што ја вреднуваат мојата музика и кои што го ценат тоа што го работам. Посебно овој дел сега што го работам со Bobby and Friends, во кој што ми гостуваат навистина извредни музичари од Америка, пред се тоа се музичари кои имаат за себе големо искуство. Так. И тоа се пред се музичари кои свират саксофон. Значи целиот албум е во тој стил. Гитарата, пијаното и саксофонот, и имам две вокални numери во кои што ми гостува еден пејач од Канада и една дама од Хрватска која живее во Германија. Така. Ќе ви поставам едно прашање, можеби вака ќе им се чини на гледачите и на вас на прв поглед едноставно, а тоа е дали имате трема се уште пред настапите? Па да ви кажам вака, сега јас имам многу насави за себе. Значи од своето 7-8 делење настапува.
секогаш имала позитивна трема. Меѓутоа, многу настапи имав и во ресторани. Уште во времето кога функционираше Хотел Кристал, свиреме со група тука секоја вечер, публика, гитаријади, настапи. Потоа, дали верувате дека имам 3 видео касети по 180 минути од мои настапи на македонската телевизија? Мислам, тоа е многу. Так. Па еден период работев и како водител. Имал гости во телевизија, мислам, многу, камерата е многу интересна работа, меѓутоа треба да се внимава што ќе се каже. Секако. И секогаш треба да има една позитивна трема во која што ќе бидеш одговорен пред она пред што ќе го кажеш пред аудиториумот. Така, сепак велел дека доколку постои позитивна трема, тоа значи дека ви значи она што го правите. Апсолутно се сложувам со вас, меѓутоа одговорноста е многу голема со луѓето кои ве гледаат и оние што ве слушаат. Меѓутоа, кога веќе правиме муабет за настапи живи, дефинитивно немам трема и дефинитивно се препуштам на моите чувства, на она што го кажува моето срце и она што го кажува мојата душа во начинот на свирење и музиката нема Вие граници. сето тоа го искажувате преку песна. Апсолутно така. Така. Се случува некојаш да едноставно не си расположен за свирка, меѓутоа откога ќе започне првиот такт, вториот се менува расположението, филингот и онда се Какви тогаш се случува. песни сакате да пишувате? Јас најповеќе се пронаоѓам во инструменталната музика и во музиката за филм. Значи, тука имам огромни можности да покажам она што го знам како продуцент, како аранжер, како композитор. И мислам дека во тој дел сум прилично јак, верувам во тоа што го работам и доказ дека моите дела, сега да не испадне дека сум скромен или не скромен, меѓутоа дека моите дела се во Лос Анџелес и најновиот договор во Лондон е доказ дека тие дела имаат квалитет и дека ветуваат нешто, нели? Так. Сепак со некои познати личности се сте соработувале досега. Сме имале можност да читаме, да гледаме, но би сакале да го слушнеме и тоа со сега од вас. комерцијалната музика секако. Значи, јас сега работам инструментална и музика со доста познати личности кои не се познати овдека во Македонија и на Балкан, меѓутоа тие се многу познати широм свет. Меѓутоа, да кажам и тоа дека сум работел со познати личности, како композитор, да кажеме, со Цеца сум работел 2004 година, како композитор на песната "Од тебе не знам да се поравим". Потоа со Малина од бугарската продукција имам работено. Така. Татјана. За нашите пејачи имам работено за Сонја Тарчуловска, Боби Амадеус, Даниел Тодев, Нино Величковски, да не промашам некој, не знам. Значи, доста колеги мои драги кои што нешто значат во светот на музиката. На музиката, поднеби, секако. така. На тоа естрадно небо кој што се баш некаде на врвот. Така. Вие основавте и свое студио Серафимовски. Па да, тоа е музичко-едукативен центар. Директор е мојата сопруга, Фросина Серафимовска, која што е носител на проектот. Инаку проектот е дел од она што владата на Република Македонија го направи како субвенции за самовработување, што сум многу благодарен, нели? Така. Морам да кажам дека одличен потек направивме со тоа што го отворивме едукативниот центар, бидејќи интересно е да кажам дека мојата сопруга има сен за менеджмент, има интуиција да предвиди како ќе да работи и тоа беше нејзина идеја, ајде да направиме нешто за нашите дечиња од Куманово. Се испадна дека навистина тоа било окей. Одлично функционираме, има запослени професори, имаме доста ученици. Сите се среќни работиме, имаме широка палета на инструменти. Во нашето училиште работи кадар со високо образовна едукација, кои што одлично ги познаваат инструментите и она што значи музичка едукација. Така. Што ми е посебно драго. Еден од вашите ученици е тука кај нас во студиото. Марко, колку години имаш? 15 години. Така. Марко, колку време си во едукативниот центар Серафимовски? Околу 6-7 месеци. Така. Свириш гитара, како што можеме да видиме. Само гитара свириш или пак и некој друг инструмент? Гитарата му е голема љубов на Марко. Па Јас ќе сега. се надврзам. Сега не свирам нешто, порано тој флейта во училиште беше и затоа ова почна. Одличен е Марко, има голема желба да свири и мислам за 5-6 месеци покажа одличен резултат, што сум многу задоволен. Така. Во овој момент е Марко со нас, меѓутоа да кажам дека имаме и други многу талентирани ученици кои исто заслужили да бидат на телевизија, кои ќе бидат во некоја прилика. Имавме настапи и на некои од национални телевизии, така да реков за Марко со оглед на тоа дека е 5-6 месеци почетник, навистина јас сум задоволен, верувам дека од него ќе биде еден врвен музичар и врвен гитарист. Така. Ајде да слушнеме Марко, Може да професорот те свириме. испофале. Може да свириме на тема сега? Може, Марко?
Одлично. Браво, Марко. Браво. За кој тип на музика учениците покажуваат Па најмногу така, ние, интерес? се обидуваме да, почнуваме со основна музичка едукација за оние почетници. Музичка теорија, солфеж и така натаму и полека гледаме како се развива ученикот во кој правец, која е желбата него. Значи, одиме со класична музика, одиме со инструментална музика, со популарни жанри, бидејќи имаме и соло пеење, негување на македонската традиционална музика, негување на традиционалната балканска музика, така да имаме секој вид на музички жар од она во зависност од тоа ученикот Так. што го интересира и на која страна ќе тргне, нели? Так. Македонската традиционална музика некако сега еве повторно доаѓа до израз и почнува да се слуша, некако да се вреднува. Еден период мораме да признаеме дека беше онака малку запоставена. Дали е ист случајот и со класичната музика? Па вака, класичната музика е специфична, значи имаме конзументи, оние што сакаат да ја слушаат и уживаат во она што значи класичната музика. Меѓутоа, кога веќе правиме мовите за традиционалната македонска музика, мислам дека ние како македонци треба да ги сочуваме нашите македонски корени и да ја негуваме наша традиционална музика и мислам дека таа се вреднува и не само кај нас, бидејќи таа е музика која што навистина има традиција и мислам дека на балканските простори е посебно оценета затоа што имав прилика да разговарам со луѓе од Балканот, вела дека македонската музика е музика за срце, музика за душа и музика со многу емоции, со посебен акцент на она што значи македонско и ова поднебје. Така. Сега некако се полесно е да бидеш ѕвезда. Ѕвезда не секако во секоја смисла на зборот, но да бидеш познат. Еве, имаме се повеќе организирање на некои музички шоуа. Што според вас, господине Серафимовски, треба да содржи еден квалитетен пејач? Па звезда да бидеш, така е, мислам дека овие телевизии сега што ги има многу допринесува за тоа да има хиперпродукција во областа на не само во музиката, од било која област. Меѓутоа, мислам дека она што го нудат телевизиите, она што значи глобално нешто, да кажеме интернетот и овие социјални мрежи, може да биде меч со двеоштрици. Во еден момент да се направи корисен потекст со тоа што ќе се промовираш, меѓутоа од друга страна може да биде и негативно, затоа што премногу информации, премногу пејачи, сите сакаат да пеат, сите сакаат да свират. Мислам дека не велам дека нема квалитети, има квалитети, меѓутоа премногу е застапено тоа што значи промоција, промовирање на музички таленти, на пејачи. Секој сака да биде пејач, секој мисли дека е пејач. Да бидеш прав пејач треба пред се да имаш значи Божја дарба, да го поседуваш талентот, дарба за глас, за она што значи комуникација со публиката и верувам дека пејачите се раѓаат. Так. Пејач треба да се роди да биде пејач. Так. Замислете се себе си сега еве во една ваква конкретна ситуација. Доаѓа кај вас или пак ви се јавува некој и ви бара да му направите песна. Што според вас не е некој квалитетен пејач? Дали прифаќате? Видите сега да ви кажам, јас работам како композитор и продуцент и јас сум професионалец кој што живее од тоа што го работи како музичар. Нормално дека сите ние што работиме се обидуваме да обезбедиме екзистенција за себе и за своите семејства преку тоа што го работиме. Јас освен ова што го работам, друг бизнис немам. Сега во зависност од тоа колку е талентиран или неталентиран пејачот кој што сака песна да му направи. Јас сум работил и со неталентирани музичари кои што сакаат по секоја цена да направат нешто и плаќаат. Меѓутоа тоа е многу тешко да се работи. Прво од аспект на тоа што ја нема она енергија кога се работи со неталентирани пејачи. Второ, целиот тој процес го тежнува, процесот е отежнат и долго трае. Так. А трето, имаме среќа што имаме софтверски справи со кои што може да се поправи, да се дотера нешто. Меѓутоа, сепак не може да се направи нешто перфекциозно, да биде перфектно, да кажеш дека ова е супер. Се крпи, се прави, се дотерува, меѓутоа не е тоа. Так. Рековте дека ова е бизнисот кој што единствен бизнисот кој што заработувате. Па дали музиката е исплатлив бизнис во нашата држава конкретно? Сега ова прашање е малку специфично, да ви кажем.
Не велам дека не може да се живее, меѓутоа треба некогаш и коцките да се склопат за да се направи добар бизнис од ова што го работам јас. Например, јас целата моја енергија покрај тоа што го работам како професор во музичкото училиште, односно во едукативниот центар, целата моја енергија е сконцентрирана на она што го работам како инструментална и филмска музика која е пред се пласирана на запад, во Америка и во Англија. Мислам дека тука е добриот бизнис, затоа што сепак филмската индустрија и она што значи филм, музика за филм донесува и добар профит, бидејќи тука се работи за големи суми, за проекти кои што се милионски, нели? И сега ако влезеш во еден голем проект, нормално дека делот на музиката ќе биде финански одлично исплатлив. Така. Меѓутоа, за дека се случи тоа, се работат и овие работи. Свирка, Сега. настапи, мали концертчиња, мали проекти кои не треба да се подценат, нели? Така, колку вкупно концерти има до сега? Па, концерти има многу, значи многу настапи, ако можеме да кажеме дека се тоа концерти. Меѓутоа, секој настап за мене е одговорност. Секој настап и во било каква и кафеана и не знам, ресторан или кафич или било каде, се тоа е на некој начин концерт. Значи, Публиката не дека треба има да се подцени. Така. Публиката треба да се свати многу сериозно, бидејќи таа публика и во кафеана доаѓаат луѓе да те слушаат, сакаат да уживаат со друштво, нели? Така. Тука треба да ја дадеш душата, да го расположиш човекот, да се почувствува феноменално фино со неговото семејство, со неговото друштво. Така. Тоа е многу одговорна работа. Така. Нема лажи тука. Лаги, да кажам, нели? Така. Се чувствува емоцијата и начинот на свирењето, пристапот кон... Значи, секој настап е одговорност. Не И не треба дозволувате ниеден настап да се подцени. да кажем и да постои некое моментално нерасположение, тоа е она кое што не треба да го види На сцената публиката. не може да се случува тоа. Сите проблеми што ќе ги имате, ако ги имате, не дај Боже, ќе ги оставите дома кога ќе искочите, кога ќе излезете надвор на сцената или во некој објект или ресторан. Насмевката треба да биде на прво место, инструментот и пристапот кон оние што ве слушаат и што ве конзумираат во тој момент како слушатели, нели? Така, така. Колку часови на неделно ниво одржувате во вашиот едукативен центар? Значи, нашиот едукативен центар Студио Серафимовски пред се нуди одлични услови за музичка едукација, со тотална посветеност кон нашите ученици. Работиме индивидуални часови, што значи се посветуваме посебно на секој ученик. Држиме по 2 часа неделно. Тоа значи 8 часа месечно и цената е многу прилагодлива за тој вид на едукација и за толку часови 1200 денари, значи кошта Така. месечно, на месечно ниво. Реков дека имаме одлични услови, инструменти, професори кои што максимално се посетуваат на нашите ученици и се трудиме да ги научиме да свират, нели? Така. Јас знам дека секој може да свири. Нема човек кој не може да свири. Меѓутоа сега зависи од талентот и од работата и од вежбањето кој ќе напредува повеќе или помалку, така? Така. Ги усмерувате, верувам, на оној вистински начин за кој музички инструмент треба да се определат, кој музички инструмент најдобро им лежи, како што рековте, сега сакаат да свираат на се и се што. Па, во принцип, многу е битно желбата на кандидатите, на учениците да биде испочитувана. Ако сака да свири гитара, значи нека свири гитара. Ако сака бубњеви, односно тапани, Така. ние имаме и тапани, имаме виолина, имаме соло пење, имаме пијано, имаме кларинет, хармоника, имаме гитара. Значи, Да. широка палета на инструменти, може да се направи избор. Дали вршите упис на нови членови? Во кој период се До вршите 15 упис? септември беа уписите, меѓутоа со тоа што имаме огромен интерес за ученици, го продолживме уписот, што се однесува до она граница на возраст кај нас не постои. Значи сите може да дојдат и повозрастни кои што сакаат да изучуваат инструменти. Така. Обично јас предлагам и давам совети да учениците не бидат помали, да кажеме, од 7-8 години, бидејќи се работи за мали деца кои што се уште не тргнале на училиште Секако. и малку е потешко со нив да се работи. Така. Да. Сепак оние прво треба да ги научат оние основни работи кои што треба. Меѓутоа постоите и такви деца кои доаѓаат, мислам, таленти кои што полека се запознаваат со инструментот. Токму тоа што го реков. Со нив се работи на еден друг начин, малку по, да не кажам релаксирано под наводници, меѓутоа по друг пристап бидејќи се работи со мали деца. Така. Марко, како ве Боби како професор? Супер. Така. Благодарам, Марко. Еве јавно да го пофалите. Зборувавме доволно, да слушнеме Ајде, уште уште една. една да пробаме Уште една нешто. песна.
Одлично. Марко се пронаѓа во овој вид на музика. Марко, да, во инструментална музика, во блузот полека влегува веќе. Јас сум многу задоволен со него и мислам дека ќе биде одличен блуз гитарист. Така. Што чувствувате додека свирите? Дали можете додека додека свирите истовремено да размислувате за некои свириме други пред се, работи? да, кога свириме пред се, значи го чувствуваме она што го свириме со емоции и тоа е посебно доживување, тоа не може да се опише. Така. Дали преку свирењето некогаш тоа ви е издувен вентил Така. или пак ги полните батериите? Па тоа наизменично се случува, затоа што музиката вела тако уметноста е планина, музиката е врвот на планината. Значи нешто совршено. Така. Преку музиката, значи, ги доживуваме нашите чувства, позитивни, негативни, расположени, нерасположени и во зависност од тоа како се чувствуваме, таква музика создаваме. Така. Кои се вашите идни проекти? Нешто што сте го замислиле за во иднина? Па идни проекти пред се со едукативниот центар, значи планираме уште здраве Боже да правиме нови музички работилници, проекти кои што ќе бидат од областа на музичката едукација. Се верувам дека ќе бидеме подпомогнати од пред се од Министерството за култура и од оние што чувствуваат дека треба да помогнат и да дават поддршка на вакви институции. Дали ги има такви? Па има, да, има. Во подготовка сме на едно CD кој ќе биде во продукција на Студио Серафимовски, бидејќи ние имаме и продукција таму. Тоа се работи за CD за детски песни. Значи веќе сме во подготовка. Да кажам и тоа дека покрај тоа, значи што планираме со проекти од областа на едукативниот центар, мојот приватен дел од музиката за филм продолжува понатаму, контакти со нови продуценти, со нови потенцијални соработници и нонстоп нормално отворење на музика, нова музика и нова музика и нова музика. Така. Господине Серафимовски, во кој дел, во кој сегмент од вашата кариера бевте најмногу горд на себе? Па не знам, да кажем, на самите почетоци со 89-та година, да кажем, и кога песната ми беше хит на Радио Белград и кога имав настав на ТВ Нови Сад, не знам, попладне, ми беше еден драг момент. Па издавање на првото CD. Па морам да кажем дека ми беше драго и што мојата песна отиде на албум на Цеца, бидејќи Цеца и ден денеска е голема звезда. Во тоа време беше 2004 година исто. Огромна звезда. Потоа потпишувањето на договорот во Лос Анџелес, бев пресреќен, 70 дела ми се таму лиценцирани. Па потоа издавањето на првиот албум во Америка, па вториот, па третиот, сега што го издавам, па најновиот договор во Лондон, значи сите моменти ми прават посебно задоволство. Така. Поради работата престојувавте тој период во Америка или пак? Да, бев малку и на гости, малку и поради работата. Имам прекрасни искуства таму. Треба повторно да заминам за Америка, очекувам дека тоа ќе се случи набрзо, бидејќи се организираат некои концерти кои што преку мојот менаџер моментално кој е во Њујорк, се работи за Jeff Edelman Music Management. Можеби ќе имам настапи во Русија, Белорусија и ќе биде промоција на мојата музика во секој случај. Некако ние балканците особено имаме впечаток дека таму повеќе се вреднува музиката и е поисплатлив бизнис. Секако и таму има многу музичари, многу композитори, конкуренцијата е голема, но на нивниот пазар, така да кажем, има место за секого. Морате да ми верувате, не е едноставно да се биде музичар и да не треба луѓето да мислат дека цветаат ружите надвор од Македонија. Секаде е тешко, секаде треба да се бориш, секаде треба да покажеш дека си добар и понекогаш, не понекогаш, него најбитно е се да те прати она среќна звезда која што ќе заблеска во моментот кога си на сцената или во бизнисот, во она што значи музички бизнис и да се случат оние убави позитивни работи. Никаде не е толку лесно. Има многу конкуренција, сите го барат своето место под небото. Така да не треба да мислат луѓе дека во Македонија дека ако излезе од Македонија дека ќе се случува, ќе успее и тоа е тоа. Најчесто се лажат. Јас препорачувам да сите ние се обидуваме да направиме нешто надвор и да ја презентираме нашата држава Македонија. Меѓутоа треба да си ја сакаме нашата држава Македонија, да си ја почитуваме и да си ја чуваме. Така. Бидејќи тоа е она наше. Апсолутно. Секако во секоја смисла на зборот. Сега повторно да се навратиме на она, само на кратко, оние ваши почетоци.
Вие верувам дека се издвојувавте. Во тој период немаше некои големи музичари кои што се истакнаа толку, барем од вашата генерација, како што вие сте. Бидејќи без лажна скромност, вие сте доста застапен на музичката сцена во Македонија, па и пошироко. Што велеа оние кои што не веруваа во вас? Во Македонија и во Куманово секогаш имало многу талентирани музичари, ден денеска ги има. Луѓе кои што навистина свират, мои драги пријатели, моја генерација помлади момци, дечки кои што свират одлично. Што е разликата? Разликата е во тоа што јас сум креативен, амбициозен. Амбициозен, креативен и мојата енергија е во креативноста. Создавам дела и сум композитор. Така, тоа е разликата. И упорноста е многу битен момент. Затоа ќе ви кажам една информација дека да го потпишам првиот договор во Лос Анџелес, во таа престижна компанија, јас испратив околу 6 до 7.000 имејла низ светот. Знаете ли колку е тоа? 6.000 имејла да испратиш. Да најдеш 6.000 адреси и цело време да истражував, јас компонирав и создавав музика. Многу голема желба, многу голема упорност и верба во себе. А секогаш имало зли јазици кои што велеле можеби во тој момент. Човекот е во заблуда или не знам, се занесува или не знам. Меѓутоа, секогаш треба уметникот, човекот кој создава, да ја слуша својата интуиција, да го слуша своето срце и слушајќи го своето срце и својата интуиција, со верба во себе, некогаш мора да има резултати и она што значи верба да исплива на површина. Затоа понекогаш сонот станува јавен, нели? Затоа американците велат sometime dream come true, нели? Так. Јас го живеам мојот сон, верувам дека мојот сон е блиско до остварување и сум благодарен на тоа до сега што сум го остварил. И сега бидете благодарен пред се на самите себе, затоа што добро рековте, јас ќе си дадам за право така да кажам дека точно дека имало многу талентирани музичари, но тие се уште останале некаде таму каде што биле во 90-тите години. Мора да признаеме дека сега дали на нивна среќа или жалост тоа е така, но мислам дека креативноста е она нешто што токму она правото што ве довело до овде на каде што сте сега. Затоа што тие си мислеле едноставно така да се изразиме, да кажеме, ќе свириме и се уште свират некои свирки, некои свадби, но се тука. На тоа ниво каде што биле. Тоа е зависност од самиот карактер на самиот човек, на самиот уметник. Тие се задоволни од тоа што го работат, се работуваат од тоа и така се секој не може да биде композитор, нели? И звезда. Па звезда под наводници да кажем. Ние имаме дека сега млади пејачи кои што се звезди од Куманово, што јас навистина ги почитувам и ми се многу драги. Така. Што посебно ме радува, нели? Така. Преку овие телевизии, Пинк, Звезда Гранде и така натаму. Така. Тоа е се Јас имав можност да угостам двајца од нив, тоа конкретно ќе споменам се работи за Мартинијан Кириловски и за Мартија. Да, нашите прекрасни деца. Да, секако. Што мислите за нив, за нивните настапи? Нема зборови, тие се вонсеријски талентирани, што навистина ми е посебно драго и верувам дека доколку тој менеджмент на таа телевизија сега и таа екипа која го правеше тоа шоу застане зад нив ќе направат одлична и успешна кариера. Така. Меѓутоа се плашам да не бидат искористени од страна на таквите паблишери куќи да бидат злоупотребени. Така. Тоа може да биде опасно. Така, вие сте професионалец. Тие не заслужуваат такво нешто, нели? Така. Како што реков, вие сте професионалец, па затоа сакав едно мислење вака од вас. Апсолутно многу талентирани, многу ми е драго и ги пратиме и гласаме за нив, праќаме пораки целото моје семејство и се мислам тоа. Така. Имавме можности нешто во животот кога не испеат, кога не сега да не кажам, можеби знаете, на Мартинијан, јас сум му вујком. Неговата мајка ми е братучетка. Така, тоа чекав да го кажете. Да не да ги поздравам и нив сега ако не гледаат. Изгледа дека генетиката... Па нешто има, да. Па и татко му на Мартина имаше, ние како тинеџери се знаеме со татко му уште пред да ми стане зет, нели? Имаше амбиции, слушаше добра музика, имаше онака талентиран беше. Може би ги носи гените на татко му. Така. А и вујко му на Мартина не бумјар, тапанар. Горан, така да има нешто. Така да има нешто. Вашето име, господине Серафимовски, се слушало надалеку. И верувам дека ќе се слуша, но сепак можете да бидете задоволни затоа што вечно некако ќе живее, а тоа е преку овие ваши ученици. Тоа ми е посебно задоволство што овие мои ученици, значи јас се обидувам се она што го знам, а мислам дека доволно знам за да им покажам, да го научат, да го пренесам на нив и верувам дека еден ден,
да сме живи и здрави кога ќе остариме, ќе бидат познати музичари и звезди, ќе кажат мојот професор Боби, ќе пиеме по едно кафе, ќе бидеме постари тогаш, нели? Така. Сакам да кажем и да не забравам тоа дека имав и неколку песни на Охрид Фест. Значи работам и дечи песни за деца. Андреј пееше, Гаревски, во некоја прилика најверојатно ќе бидат и ваши гости. Мила мојата керка пееше исто и на пејачот Ерџан децата, Нова и Ангел исто многу талентирани деца. Нашиот пејач од Куманово, ромски пејач многу популарен. Така. И уште еден пејач кој беше во забраната поп вечер, Стефан, наш ученик и одличен пејач кој што исто направува песна. Така. Имаше настап на тој фестивал. Беше интересно. Тука некаде би бил и крајот на нашата емисија, па би ве прашала имате ли некоја порака за нашите гледачи? Порака до гледачите да имат убав ден пред се денеска. Им посакувам добро здравје, да уживат во животот. И уште како информација, значи уписите иако трае до 15 во едукативниот центар можат да повелат уште, бидејќи интересот е наистина голем. Нашиот телефон за комуникација можам да го кажем, не е проблем. Може слободно. 077 630 510. Така да. 077 630 510. Така да, драги мои, сите оние кои што се заинтересирани или ако сметате дека вашите деца имаат некој талент, можете да се обратите на овој телефонски број, да го исконтактирате господинот Серафимовски и зошто да не, дајте им шанса. Така е. Секако. Ви благодарам што не повикавте да бидеме ваши гости. Ја и Марко навистина се чувствувавме одлично денеска со вас. Така, ви благодарам и вам што ни бевте гости, ни беше мило и се надевам дека ќе се видиме во некоја идна прилика со некој ваш нов успех. Вашата емисија е гледана. Ви посакувам многу успешни емисии и навистина одлично функционирате овде. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што одвоивте дел од вашето драгоцено време и што не следевте. Имајте убав ден и останете во добро расположение.